Познати се имињата на кандидатите за градоначалници и носители на советнички листи од регионот со кои ВМРО и СДСМ ќе се појават на локалните избори. Во 11 општини на 15 октомври на гласачките ливчиња ќе се појават следните кандидати. Во Штипот ВМРО од ДПМН Илчо Захариев, од СДСМ Благој Бочварски. Во Кочани по трет пат мандат од граѓаните ќе бара Радко Димитровски од ВМРО, а негов против кандидат од СДСМ ќе биде Николчо Илиев. Во Карбинци ВМРО повторно се одлучи за Зоран Минов, а СДСМ го кандидираше Јордан Насев. Во Малото Пехчево за градоначалничка фотелја ќе се борат актуелниот градоначалник Игор Поповски од ВМРО и Драган Тренчовски од СДСМ. Во Виница ВМРО го кандидираше актуелниот претседател на општинскиот комитет Мартин Павлов, а СДСМ Ивица Димитров. Освен споменатите, ВМРО повторно ги кандидира Тони Тоневски за Пробиштип и Блаже Станков за Зрновци. За Чешиново Облешево, партијата се одлучи за Горан Зашов. Кандидатите за Берово и Делчево ќе бидат објавени доцна вечерва. СДСМ пак уште пред известно време објави дека кандидат за градоначалник за Берово е Звонко Пекевски, а за Делчево Горан Трајковски. Вечерва треба да се соопштат и кандидатите за Пробиштип, Зрновци и Чешиново Облешево. Борбата за советници ќе ја предводат во Кочани Томе Солевски од СДСМ, а Лазо Митев од ВМРО. Во Карбинци Мики Манев од СДСМ, а Николче Богдански од ВМРО. Во Македонска Каменица носител на листа на СДСМ е Иван Кузмановски, а на ВМРО Драган Костовски. Во Пехчево Николчо Јовчев на СДСМ и Калинка Станоевска на ВМРО. Во Пробиштип носител на листа од ВМРО ДПМН ќе биде Владко Јордановски. Од СДСМ пак прв на листата на советници во Виница ќе биде Митко Илиевски, во Штип Ален Ѓоргиев, во Берово Јован Матеничарски, а во Делчево Драган Маневски. Сите останати ќе бидат познати доцна вечерва. Фактот што партиите досега калкулираа со имињата само потврдува дека одлуките биле тешки и донесени по најмалку десетина спроведени анкети, а граѓаните понекогаш паметат долго. Локалните избори се добиваат од почетокот на мандатот. Уште во 2014 година знаев дека со такво ангажирање и работење, со таква посветеност, со такви резултати, дека ќе направиме да нашите обични граѓани во нашиот град препознаат еден нов стил на работење на локалната самоуправа. Направивме на 450 проекти, еве се уште работиме, не сме се станале. Оведовме нови стандарди во работењето на локалната самоуправа. Успеавме буџетот на граѓаните да го максимално распределиме и да им го вратиме назад на нивните улици, во нивните населби, во секој дел. 15 октомври треба да донесе многу изедначена и неизвестна изборна трка, а победниците ќе ги одлучат околу 150.000 граѓани со право на глас во источниот регион. За потсетување, на последните локални избори, ВМРО ДПМН беше апсолутен победник во источниот регион, освојувајќи ги сите градоначалнички места.